почитувани наши, полека, но сигурно веќе стасавме и до последниот разговор, последната содржина за ова утринско издание на вашата утринска програма Добро утро секое утро. И на гости ова утро е господинот Ѓорѓе Божинов, градоначелник на општина Ново село. Градоначелник, добро ви утро. Добро ни дојдовте во нашата утринска програма ова утро. Ви благодарам што допатувавте од Ново село овде кај нас утринава. Ке зборуваме за нешто интересно, културни манифестација. Има една културна манифестација, фестивал насловен како Смотра во Сушица. Овој фестивал веќе 12 години не се случува во Ново село, од 2013 година, но сега по пауза од 12 години на 5 мај повторно ќе се случува овој фестивал на млади музичари. За каков фестивал станува збор? Најпрво добро утро до вас, добро утро до вашите гледачи. Чест ми е што можем преку вашиот медиум да испратиме порака и покана до сите наши сограѓани, но и граѓани на цела Македонија, да можат да присуствуваат на овој навистина убав и голем фестивал, наречен Смотра, како што кажавте. Тој претходно се одвиваше неколку децении, но за жал во 2013 година е прекинат. И еве на моја иницијатива, заедно со мојот тим во општината, го возобновуваме овој фестивал. Се работи за фестивал на млади таленти, Златен глас, и на истиот ќе настапат млади личности од 17 до 30 години. Ќе настапуваат со песни кои што се веќе популарни на македонски, англиски, српски и на турски јазик. И особено ми е чест што еве овие 15-тина учесници на овој фестивал се од цела Македонија, не се само од нашиот регион. Значи имаме учесници од Гостивар, од Скопје, од Прилеп, имаме од Радовиш и од целиот Струмички регион околу нашите општини. Првично овој фестивал беше замислен да биде во месец април, но заради настаните во Кочени, за кои што длабоко жалиме, моравме да го презакажеме и еве сега е на 5 мај. И токму со будењето на природата, на убавите сите наши природни убавини во општината, сакаме и да го развеселиме народот, да испратиме убава порака и да се роди нов талент, нова звезда токму од нашата општина. Би кажал дека од овој фестивал е пронајдена како млад талент токму и Сузана Гавазова, која што е навистина популарна помеѓу македонската публика. И исто познат бенд е Легато бенд, кој што ќе свири на овој фестивал, така што очекуваме убава забава, убаво дружење за сите наши сограѓани, но и за гостите од цела Македонија. И сега само да кажеме каде ќе се случува овој фестивал и од колку часот почнува, бидејќи е од отворен карактер. Претпоставувам картите се слободни, така влезете слободно? Не се наплаќа, да. Фестивалот ќе се одржи во Сушица, каде што и некогаш пред 3-4 децении е и почнат. Ќе биде во дворот на Домот на културата, на отворено, и карти секако не се наплаќаат. Очекуваме голем број гости, како од регионот, така и од државата, и очекуваме навистина убава забава. За фестивалот Советот на општината... да ни кажете и за фестивалот? Да. Советот на општината исто така за овој фестивал одреди награди за прво, второ и трето место, за да ги мотивира учесниците. А како жири комисија ќе бидат познатата Андријана Јаневска, Спасен Силјановски и Александра Јанева, кои што тие три изворедни македонски вокали ќе ги изберат токму најдобрите тројца учесници на овој фестивал и ќе им препорачаат и ќе им дадат насоки за во нивната идна музичка кариера. Историјата кажува дека е почнат пред некои 3-4 децении, особено голем број на наши сограѓани се собирале на овој фестивал, се веселеле. Вообичаено се одржувал во февруари, но
заради сплет на околности, ние сакаме да го направиме и да остане повторна традиција за општината, да биде во мај, токму кога е пролетното будење, кога е убавината, и најмногу заради нашите сограѓани кои што живеат и работат во странство. Тие вообичаено си доаѓаат и за великденските празници и за големиот христијански празник Свети Великомаченик Ѓорги, кој што е и патрон на нашата општина, за кој на истиот ден на 5 мај имаме и така наречени Ѓорѓовденски средби во Новосело, и ќе имаме исто неколку учесници од играорни групи, така што целиот ден е исполнет. Најпрво во Новосело имаме играорни групи кои што ќе настапат во манастирот Свети Ѓорги и Свети Антони над Новосело, а вечерта ја продолжуваме со нашиот голем фестивал Смотра. Значи целодневна програма, како што убаво ве разбрав, и да ги поканиме сите, не само од Новосело и од Струмичкиот регион, туку сите кои што се во можност од цела Македонија да дојдат, бидејќи тоа ќе се случува на отворено, значи нема карти, нема потреба од претходна најава или резервација, туку да дојдат само да имаат желба и убава позитивна мисла да учествуваат на на овој целодневен настан. И сега, градоначалник, дали би се сложиле со мене да повикаме од режија колегите да не ги пуштат инсертите? Мислам дека имаме е добра подготвено инсерти, да видиме како тоа ќе звучи. Тоа се дел од учесниците кои што ќе учествуваат во понеделник на овој фестивал. Одиме сега малку со инсерти, а потоа си продолжуваме со разговорот. До мене ти си, но веќе нема да си. Овој човек тоне и ке ти фали некогаш. Здраво, јас сум Анастасија Цамбулева, доаѓам од Струмица и сум дел од долгоочекуваниот фестивал Смотра, кој што ќе се одржи на 5 мај. Па ве очекуваме во што поголем број. Поздрав! Не гледај ме тако, док се луди снови множе. Преваричу себе, срце нуди више но што може. Здраво, дечки, јас сум Ангел Јунтев, доаѓам од Скопје, имам 22 години, се гледаме на Смотра. После тебе живеам, како скитник, како питач, како куче. После тебе јас не сум верник и не верувам во утре. После тебе јас не сум иста, нема мерка кога мислам. Не живеам. Здраво на сите, јас сум Елена Чаркчиева, имам 25 години и доаѓам од Радовиш. Оваа година ќе бидам дел од фестивалот Смотра, се гледаме. Хајде сонце, зајде, меѓу две Здраво на сите, јас сум Душко Никовски од Струмица и ве поканувам на Смотра фестивал. Се гледаме таму. Поздрав! Да. Ова градоначалник беа само дел од учесниците на фестивалот. Видовме, како што кажавте и вие, од цела Македонија. Да. И Струмица, и Скопје, и Радовиш, буквално од секаде. Колку учесници ќе има? Имате информација? 15 учесници од Гостивар, Скопје, Прилеп, Радовиш и Струмичкиот регион. Да. Така што златни деца, затоа се вика и фестивалот Смотра Златен глас. Така е. Сега би сакала да го искористам вашето присуство овде, да промовираме уште една монографија, раскази од Пирго, монографски приказ на општина Новосело. Да ни кажете за што станува збор. Ова е книга во издание на општината, така? Да, се работи за историјатот, претпоставам. Се работи за монографски приказ за општина Новосело и токму од оваа книга се раскажува за целата историја на нашето Новосело и ќе споменам дека на Новосело само името е ново, а уствари во оваа книга се споменуваат постоење на населба уште од периодот на Неолит, тоа е 9000 години
од сега, се зборува за целиот развој на настаните, а името Раскази од Пирго е символично затоа што авторот сака да каже дека погледот при пишувањето на оваа книга го има токму од локацијата кај излетничкото, сега излетничко место Пирго, а таму порано имало во вид на цареви кули објекти, каде што, еве, токму таа е кулата Пирго, каде што некогаш пред повеќе од 1000 години се одиграла една од најважните цивилизацијски борби за македонците, а тоа е битката под Беласица на царот Самуил. Се објаснуваат сите наши историски движења како општина и еве добро е сега што го отворивте Гоце Делчев. Во предстојните 2 дена, на 4 мај го одбележуваме споменот на Гоце Делчев. Јас би споменал дека токму Гоце Делчев во неговото дејствување во 1902 година ги посетил целиот струмички регион, меѓу кои и Ново село, и ги основал тогашните месни комитети на партијата. Ново село е познато и по двете новоселски афери што имаат големо значење за организацијата на внатрешното македонско револуционерно движење. И тука е опфатен целиот историски тек на настани, објасните се сите постоечки религиски, како се вика, објекти, како што е во Колешино, каде што имаме 4 различни религии кои меѓусебно се почитуваат. Објаснети се и настаните кои што тековно се одвиваат, како во моментот се развива општина Ново село. За секое населено место има дадено расказ, пошто е познато како е дојдено до името на секој од населените места, а секако и за нашите најголеми знаменитости за Македонија објаснето е за најголемиот водопад во Македонија, тоа е Смоларскиот водопад, потоа Мокринските извори, излетничкото место Пирго, кое што го носи името на монографијата, и секако Колешинските водопади, на кои што сме особено горди. Така што оваа книга не само што е важна за граѓаните на општина Ново село, туку е важна и за сите граѓани на Македонија, за да дознаат колку Ново село било важен политички центар на голем дел од случувањата во нашата историја. Тука можем да споменам и дека се напишани и дејствувањата на светиот Климент Охридски и неговите учители Свети Кирил и Методи, кои што го посетиле овој регион во нивното дејствување за времето додека живееле. Така што опфатени се сите аспекти и јас сум особено горд на овој монографски приказ. Благодарен сум на авторите, на рецензентите, на лекторите кои што напорно работеа и секако и на фотографите кои што го фатија скоро секој аспект од нашата општина, и за истата книга планираме официјална голема промоција на 22 мај. А тоа е сега? Тоа е сега. Набрзо. Затоа Каде ќе може да се најде монографијата? Монографијата е испечатена во 500 примероци, се работи за бесплатни примероци и секако со еден контакт со нас, со општината, ние можеме да ја доделиме на било кој. Така што овој примерок останува за Алфа телевизија. Ви благодариме. Ова е навистина одличен квалитет и многу убави фотографии. Јас сета на брзина, сега ми се отвори овде кај цар Самуил, на брзина ги пролистав. Навистина одличен примерок и многу историја во оваа монографија, како што и вашето место Ново село, од каде што ни доаѓате. Да искористиме оваа прилика да позборуваме и за некои од проектите кои што ги изработивте периодот во општината Ново село и за она што ќе го работите можеби овој летен период, кога ги очекувате и вашите иселеници кои што најмногу ги има во Швајцарија да се вратат нели дома, можеби дел од нив беа сега и за великденските празници, меѓутоа на лето сите доаѓаат дома да си го посетат својот роден крај. Апсолутно. Нашите иселеници, нашите сограѓани кои што живеат во странство се особено важни, тоест нашата диаспора, затоа што секогаш кога си дојдат за Великден и за големиот празник Илинден, тие го раздвижуваат нашето население.
Најпрво би споменал дека на 3 август во организација на местното население на Колешино ќе се организира еден убав настан како фестивал каде што ќе се промовира соживотот помеѓу различните религии во ова населено место преку еден убав фестивал каде што ги бидат презентирани различните религии, а потоа и со музички дел ќе биде прославено сето овој соживот кој што ние го имаме во нашата општина. А околу проектите би споменал дека во изминатиот период во 3,5 години реализиравме доста проекти со оглед на фактот дека имаме доста ограничен буџет. Најмногу инвестиравме за младите, изградени се 7 нови спортски игралишта, спортската сала е реконструирана. Еве можем да кажем дека благодарение на реконструираната спортска сала имаме прекрасен женски одбојкарски клуб кој што навистина високо стигна на државното првенство во одбојка и се гордееме со нив. Исто така има и фудбалски клуб кој се вика Огражден, каде што исто инвестираме доста, а во најава сега преку унгарскиот кредит кој што го обезбеди владата за нас, за општините, имаме аплицирано со 9 проекти од кои што еве ќе го потенцирам изградбата на нова спортска сала во Колешино, затоа што пак ќе кажам поголемиот дел од фокусот во моето работење се младите и сметам дека во токму овој дел во Подгоријата, под Беласица е потребно и таму да има една спортска сала, затоа што и таму има млади, а се географски оддалечени да патуваат секојдневно за тренинзи во Ново село. Преку унгарскиот кредит, како никогаш досега, ние како општина имаме можност да се развиеме, односно ние како општина имаме средства колку 10 годишни буџети колку што сме трошили за капитални инвестиции, сега оваа година имаме во една година. Покрај спортската сала имаме асфалтирање на повеќе места, меѓу кои една голема улица Китка во централното општинско населено место, тоа е Ново село. Тоа е убава голема улица каде што живеат многу наши сограѓани. Ќе работиме и на асфалтирање и на други улици низ населените места. А исто сакам да споменам дека важно е после долги години, сметам дека обезбедивме можности за населеното место Самуилово, каде што ќе добие нов водовод преку Министерството за животна средина, така што се работи во сите населени места, тековно работиме на асфалтирање на улици. Сепак се уште имаме доста улици кои што се неасфалтирани во нашата општина, а нашите сограѓани ги заслужуваат тие услови од 21 век да достоинствено стигнат до своите домови. Така е. Градоначалник Божинов, ви благодарам за ова утро што бевте наш гостин. Еве сосема накусо за крај, една порака до вашите сограѓани, покрај тоа да присуствуваат во понеделник на фестивалот, една куса порака во една до две реченици, бидејќи времето ни е веќе завршено. Па би се обратил до сите граѓани на Република Македонија, најпрво да ја посетат општина Ново село на 5 мај, да присуствуваат во текот на денот на Ѓурѓевденските средби во Ново село, а потоа вечерта да го посетат големиот фестивал на млади таленти Смотра во Сушица со почеток од 19 часот, а меѓу другото да ја посетат и нашата преубава природа, да ги видат Смоларските водопади, Мокринските извори, Пирго, излетничкото место и Колешинските водопади и да уживаат во нашите убавини кои што ние како општина имаме да ги понудиме. Ви благодарам на можност. Ви благодарам и јас на вас за гостувањето. Ќе ви посакам среќен пат назад до Ново село и се надевам дека ќе поминете убави фестивалски денови, односно убав фестивалски ден и се гледаме во наредна прилика. Благодарам.